24 анализа, добро вечер и добро дојдовте. Авторитарна влада или пак изгубена опозиција која што води лош пиар. Каде е Македонија една година по новото владеачко мнозинство во собранието и станувањето на Христијан Мицковски премиер, а каде СДСМ по изборот на Венко Филипче за лидер на најголемата опозицијска партија. Што се крие зад заострувањето на реториката во последен период помеѓу власта и опозицијата пред избори или пак некоја друга заднина? Дали води опозицијата некрофилска политика за кочани како што обвинува владата, или пак владата ги навредува родителите на загинатите деца во дискотеката на смртта Пулс, како што тврди опозицијата, за да ги заштити своите да има селективна правда. Колку земјава на денот денеска, на 7 годишнината од денот кога Зоран Заев и Алексис Ципрас се договорија на оној фамозен телефонски повик за договорот од Преспа, Македонија ја доби придавката Северна, поблиску до Европската Унија. На овие теми, меѓутоа и за сите она што е актуелно на политичката сцена, вечерва пратеничка дебата. Јас сум Душица Мрѓа, а мој вечерашни гости се Благица Ласовска, пратеничка во ДПМН. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Бизера Костадиновска Стојчевска, добро вечер, добро дојдовте, пратеничка СДСМ. Добро вечер и благодарам за поканата. Ви благодарам на двете што одговоривте на поканата и што сте денеска тука. Интересно, една година собрание, деновиве, за брзо време ќе биде една година влада, една година избор на нов лидер во СДСМ и така натаму. Меѓутоа, она што и по 3 месеци е главната тема во Македонија е катастрофата која што се случи во Кочани, и оној трагичен случај во дискотеката на смртта Пулс, каде што животот го загубија 62 млади луѓе, над 200 беа повредени. Се најавува наскоро обвинение, според дел од информациите се дека можеби тоа веќе утре ќе го биде презентирано од републичкиот јавен обвинител. А Соска ве прашувам како граѓанин на државата, како жена, како мајка, како некој што доаѓа од истокот на државата. Задоволни ли сте вие лично како се затвори истрагата? Видите, не можам да одговорам со задоволна и незадоволна. Не постои таков одговор на таква ужасна трагедија која што се случи во Кочани. Тоа е една... Не можам да давам изјави и не сакам да давам изјави кои што би биле дополнителна солна рана на родителите, на загинатите, и само би сакала истрагата да заврши, како што рековте, и ќе заврши деновиве. Сметам дека досега, од она што не можеме да правиме ни споредби, ваква ужасна трагедија се нема случено и се надевам никогаш повеќе да не се случи. Се надевам дека истрагата е професионално направена. Дали ќе бидат задоволни сите засегнати страни, ќе видиме. И се надевам дека на крајот на денот правдата ќе биде задоволена. На родителите им е најтешко. Апсолутно. Ништо не може да ги врати животите. Ова го говорам како жена и мајка и човек кој што навистина е потресен. Имам во загинатите и луѓе кои што ги познавам и ме вознемирува тоа се уште и после 3 месеци. Исто и во Штип имам луѓе кои што за жал ги изгубија своите животи и ги познавам. Се надевам искрено дека ќе дојде правдата за сите оние кои што постапиле или не постапиле да се случи тоа што се случи во дискотеката Пулс. Рековме дека системот не чини, но системот сме сите ние. И сите ние треба да придонесуваме во иднина и сега да не се случат такви трагедии. Ужасна трагедија. Се надевам дека правдата ќе си дојде по своето. Очекувате ли
вистинска правда, бидејќи не само од опозицијата што секојдневно обвинува за селективна истрага и за селективна правда, ги слушаме и родителите на загинатите деца кои што секој ја сабота маршираат на маршот на ангелите, каде што се сомневаат, имаат илјадници, би рекла, отворени прашања до институциите, не добиваат одговор, се бараат и оставки од премиерот, председателката на државата и министерот за внатрешни работи. Впечатокот барем од тие протести, од родителите, од тие што се најзасегнати, како што рековте. Да, нив ништо не може да им ја намали болката, меѓутоа правдата е некаква сатисфакција дека нема повторно да и се случи на оваа држава 62 деца да загинат. Впечатокот е голем сомнеш, би кажала, во сите ова како се води оваа истрага. И сите оние поранешни функционери, а многу малку или речиси воопшто актуелни. Добро, сега не би се согласила дека нема. Многу малку, тука можеме да спориме, но како и да е гневот на родителите, изјавите и се она што се случува на тие протести, јас не би го коментирала тука, едноставно би кажала дека е оправдан и не сакам, како што кажав и на почетокот, да дадам било каква изјава која што ќе стави солна рана на нивната мака и нема да си го дозволам тоа, но ќе си дозволам да искоментирам само дека нивната мака и нивниот гнев, за жал, е злоупотребен политички од опозицијата, немајќи програма, немајќи кредибилитет да говорат и за жал ја злоупотребуваат оваа ужасна трагедија за дневно-политички препукувања со власта. И уште еднаш ќе повторам, јас сметам дека над 60 и нешто има обвинети, ако не се лажам и повеќе. Не се сеќавам во историјата на државата 47 осумничени. Како и да е, не се сеќавам да имало толку многу обвинети и пак ќе кажам дека оставам на институциите да го решат што е можно побрзо за да нема одлагање или да не биде таа бавна правда, за да биде маката на родителите уште поголема и да исчекуваат правда до недоглед. Ке ве прашам и за обвинувањата, кои што овој период се на сметка на СДСМ. Вие секој ден обвинувате за селективна правда, дека власта ги штити, како велите, своите, за селективна истрага и така натаму, вклучувајќи и денеска, тврдејќи дека ќе ја кажете, како што велите, ќе ја обзнаните вистината за Кучани. Процесот од оваа студио, јавниот републичкиот јавен обвинител пред 2 недели кажа дека истрагата е затворена, која што ја води основното јавно обвинителство Кочани, меѓутоа таа во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција е отворена, таму се гонат полицајците, таму се уште се води како отворена истрага, 14 мислам дека се осомничени до сега, и дека според Куцевски тие стигнале до дел од сознанијата на полицајците за улогата на полицијата во кобната ноќ во Пулс и дека тоа е доставено до ОЈО-ГОК. Врз основа на што тврдите дека се штитат, ако сите велат дека таа истрага е се уште отворена, дека докази ќе се достават до ОЈО-ГОК и дека никој не исклучува тие луѓе, вклучувајќи го и началникот на СВР Штип, да бидат осомничени? Најпрво, мене ми е навистина многу жал што нашите алармирања за тоа дека правдата е селективна и дека не се сите опфатени, како што се тврди, се зема како нешто дека ние немаме идеја или дека нема сега што да правиме, па ајде сега ќе го правиме ова што овие докази што ги обзнануваме. Точно е дека обвинителството тврди дека таа е една отворена постапка која што и понатаму ќе има лица кои што ќе бидат вклучени, кои што ќе се гонат, меѓутоа она што укажува на селективна правда тлее од самиот почеток, како на пример постојано прво се направи еден опит да се заштити тогашниот градоначалник
на општина Кочани, кој што го немаше никаде во јавност едно добри 2-3 дена, па понатаму излезе со оставка на Facebook, па за да понатаму тој влезе во една постапка на притвор, како и неговите двајца претходници, односно од оној момент од кога ова дискотека или овај објект кој што се нарекувал дискотека функционирал. Како на пример се гонат одредени полицајци или полициски службеници кои што меатата година ја казниле дискотеката, меѓутоа не се гонат оние кои што биле во моментот на служба, значи во моментот кога требало да се провери сопственоста на кој е собственик на овој објект, така да го наречам, кои се тие што требало вечерта да проверат, бидејќи ние гледавме еден објект и бевме цела јавност беше запозната дека тој објект постојано работи. Многу е жално што се случи овој случај, навистина се надевам дека ќе биде последен во историјата на нашата држава, затоа што ова е една колективна траума, јас би нарекла, од која што никој нема да можеме да се оправиме, меѓутоа, за да можеме да го почнеме тој пат на заздравување, мора да бидат опфатени сите без разлика, сегашни, поранешни, пред 12 години, пред 10 години или пред 5 години, некако се добива впечаток дека со притисок на јавноста се случи и оставката на градоначалникот на Кочани, кој што јас верувам дека воопшто не му е сеедно, меѓутоа од морален аспект, како прв човек на градот, тогаш каде што знаеме дека во општината и во локалната самоуправа се наоѓаат многу голем број на документи кои што возможиле да работи тој објект наречен дискотека, прво се направи обид или изгледаше дека се направи обид да се скрие, истото како што беше со господинот кој што беше уапсен сега пред неколку години, кој што доби 30-дневен притвор, господинот Нацев, ако не се неколку дена мислам дека беше, кој што претходно затврдеше дека нема никаква поврзаност со... Ви ги разбирам сомнежите, тие се тие отворени прашања што ги има и сите ги поставуваат. Меѓутоа, од првиот ден и јавниот обвинител е и пред една недела, две од ова студио. И сите функционери тврдат, дури вие молчавте, многу голем дел од овие изминати речиси 3 месеци во однос на истрагата и како се води процесот. И сите велат дека сите што придонале некако дека ќе бидат осомничени, дека ќе одговарат, вклучително изјавата и денеска на премиерот Мицкоски. Во овој огог велат отворена истрагата за оние полицајци што секој ден со име и со презиме ги кажувате. Што се смени Каде се доказите, извини Душица, што гледам? Што се смени за вие кои ви се доказите што се смени за вие толку наеднаш да ги именувате луѓето со име и презиме полицајците, кога сите ви викаат дека можеби ќе бидат осомничени? Па сега вие се ветуваше дека секој кој да е ќе одговара. Добра. И помина еден месец, помина уште еден месец и некако овие секогаш излегуваа некои други луѓе кои што беа во заден план, а никако не излегуваа директно за сегнатите. И јас се надевам, односно сум сигурна и дека за сите овие имија кои што се спомнуваат од страна на нашата партија дека доказите ќе бидат доставени онаму каде што треба за да се процесираат, затоа што ако тие докази, ако тие луѓе сме знаеле и знаат, сите знаат, ако се сеќавате имаше такви реакции од родителите дека сите знаат дека овие луѓе кои што првично се осомничени само се многу мал дел од ланецот, односно од цел тој круг кој што од 2013 навака дозволувал, односно 12 дозволувал овој објект да работи, каде што често биле присутни и видни луѓе, каде што имаше реклами дека има концерти, дека се организираат настани, така натаму, па за на крајот да има некои обвиненија дека луѓето кои што се повредени ќе бидат обвинети или луѓето кои што за жал починаа, дека некој од нив ќе биде земен за виновен, но никако вистинските инволвирани во оваа приказна, кои што не се само тие, да не бидам разбрана погрешно, не се само тие, се сите, меѓутоа фалеше една нишка на луѓе кои што во овој момент, односно меатата година биле ставени на функција и во меатата година тие никако не успеале да исконтролираат овој објект или оваа дискотека, исправноста, лиценцата и така натаму, а се префрли единствено на оние кои што до тој момент, до пред една година, 2 години, биле во можност да речем да ја контролираат таа лиценца и таа дозвола на... Верувате ли дека ќе има правда? Сакам да верувам дека ќе има правда, бидејќи сметам дека, како што кажав, ова е колективна траума,
која што мислам дека сите ја доживеавме заедно. За жал, како што каже и колешката, најтешко му е на родителите и оттаму потекнуваат и нивните реакции. Кога слеговме пред собрание да се сретнеме со нив, воопшто не ни сметаат тие нивни реакции бидејќи се оправдани. Тие се и чувствуваат еден огромен гнев и сметам дека најмногу заради нив. Заради тие родители, тие засегнати, сите што изгубиле некој во тој пожар, дека треба да има сеопфатна правда и да не се гледа позадината на ниту еден кој што било како придонел за овој објект да функционира. Ако ми дозволиш, Душица, само да додадам, немам намера навистина да спорам на темава, бидејќи е навистина сензитивна и ако сите, а верувам дека сите сочувствуваме со трагедијата, нема човек кој што остана рамнодушен на тоа. Ако колегите имаат докази, зошто не допринесат кон правдата, еве нека ги достават доказите до обвинителството, значи се уште трае истрагата. Ние велиме дека и стоиме на тоа тврдење, дека секој кој што е замешан, буквално секој кој што е замешан во тоа треба да одговари, мора да одговари. Добро, не може, вас не ви е мора да спорно, одговари. вас ева, и како човек, граѓанин, како пратеник, како све, Да. не ви е спорно што досега истрагата стигна до Радко Димитриевски во 2012 година, Да. а никако да стигна до полицајците кои што вечерта биле во Пулс, имале налог, изготвиле извештај, се истражува дали навистина се затворила вратата или не се затворила, дали со тоа се придонало за зголемување на бројот на жртвите. Дали не ви е лично спорно зошто досега тие луѓе не се на тој список, како може Радко Димитриевски од 2012 да биде, како може полицајците кои што ноќта биле во дискотеката, како што рече Куцевски тука, 15 минути пред пожарот да ги нема. Верувам дека нема човек во државата кој што не си ги поставил овие прашања кои што се навистина логични. Дали навистина била затворена вратата, дезинформации, информации, дали било така, дали не било така, зошто би била затворена вратата, зошто не била отворена вратата за да може што е можно повеќе деца да бидат спасени, да излезат од таа како ја викаат на смртта, штала на смртта и така натаму. Логични, човечки и нормални прашања се тие кои што вие сега мене ми ги поставувате, а за жал јас немам одговор на тоа. Ама очекувам да добијам како граѓанин, не како припадник на политичка партија, не како пратеник, како граѓанин, очекувам да добијам одговор на тие прашања. Затоа што се многу легитимни прашања. Не може и не сме никој да биде амнестиран од одговорноста. Никој. Еве јас не знам што повеќе да додадам од ова. Ова го говорам од срце, затоа што тоа така го чувствувам. Пред се како родител. Јас би сакала да кажам дека за сите оние докази кои што ние ги имаме и кои што рековме дека ќе ги презентираме, ќе ги доставиме тоа како до обвинителството. Затоа што не се само тие докази кои што ние ги имаме, да не заборавиме дека се појавија и снимки, кои што беа аматерски снимки направени со телефон, каде што одреден дел од овие полициски службеници се гледаат дека се таму. И дека се присутни и дека за жал ништо не направиле, да не навлегуваме понатаму дали можеле или не можеле. Меѓутоа повторно ќе кажам зошто е овој голем облак над оваа истрага, затоа што од самиот почеток, од самата случка со тогашниот градоначелник на општина Кочани се доби впечаток дека треба да се направи притисок, видете ги снимките онака да се стават пред очите на некој, видете ги снимките, па сега видете вие мора да реагирате или нема каде освен да се реагира. Така беше со градоначалникот, така беше собственикот на обезбедувањето. Меѓутоа, повторно ќе кажам, сметам дека заслужуваме сите колективно, пред се родителите, заслужуваме сите колективно одговори на сите прашања и само тогаш ќе поверуваме дека навистина сакаме да имаме правна држава. Сите заслужуваме одговор зошто се дозволил овој настан, кој што, како што кажав на самиот почеток, мислам дека нема никогаш да го пребродиме. Само да додадам уште кратко, не само правда. Родителите, семејствата на загинатите, преживеаните заслужуваат и помош. Сега баш тоа беше следното прашање, колку помош. Извини. Од секаков аспект. Си кажуваат и ние како
влада, мислам како дел од парламентарното мнозинство и владата, треба да ги слушнат и ги слушаат. И се надевам дека сите нивни барања, без разлика од каков аспект е, дали е тоа здравствен аспект, дали е тоа, не знам, институционален или било каков, треба да им излеземе во пресред. Мораме да им излеземе во пресред и да им помогнеме, барем во тој дел, да немаат проблеми во животот понатаму. Мина, сега тука ми е криво што не го зимав оној цитат, па морам да го парафразирам на еден од повредините кој што оди на третмани во Кочанската болница од пред една недела, две, каде што вели дека условите се катастрофални и дека раните им ги мијат во јалници од претходниот век, мислам дека така беше изразот. За жал. А денеска на собрание беше, тоест на дневен ред, законот за помош на семејствата на повредените и загинатите, вашиот закон кој што го вративте по редовна постапка. Не ги пропуштивте, вашите координатори не пропуштија и политички да се препукуваат од собраниската говорница, и едниот и другиот. И баравте законот да биде ставен на прв на дневен ред. Да. И кога се гласаше за тоа, вие не гласавте за дневниот ред. Хипокризија. А една од изјавата на Оливер Спасовски од аргументите беше дека да, се е ова битно што е на дневен ред, меѓутоа Кочани е најбитно. Зошто не гласав? Очекувавме дека владачкото мнозинство ќе искористи таа ситуација, меѓутоа јас ви благодарам за прашањето за да објаснам. Најпрво морам да кажам дека овој закон го поднесуваме по не знам кој пат, затоа што најпрво беше одбиван, нели беше политички, беше лицемерен, беше несоодветен, па не беше во согласно со други закони, потреби и така натаму, па не беше тоа што им требаше на повредените и така натаму. Денес побаравме тој закон да биде ставен како прва точка на дневен ред. Меѓутоа, предходно, една од колешките од владачкото мнозинство го предложи законот за основно образование да биде ставен на дневен ред, без при тоа да го помине собранискиот филтер, односно комисиската расправа. И ова не е прв пат. Знам дека нема да биде ни последен, затоа што во последната година собранието делува како само добива наредба и што е тоа што треба да се направи. Добиваме закони во 11:30, во 11:29 се ставени веќе на дневен ред по скратена постапка. Денес добивме закон во 9:40 и веќе е ставен на дневен ред. Ние не гласавме против законот за Кочани, гласавме против да ни се ускрати можноста да го дискутираме законот за основно образование на комисија, на комисиска расправа, и токму тоа и со цел ризик, што знаевме дека владачкото мнозинство тоа ќе го искористи да каже дека еве, сега сте лицемерни, прво го баравте да е прв пат, сега гласавте против. Ова не е прв пат да се случува вака со законите, иако сметам дека да, законот за помош на Кочани е најважно во овој момент. Ама не го гласам. Но она што беше понатаму на дневниот ред беше на поставка која што е спротивно и на Уставот и на Деловникот. И сега колку и да сака владачкото мнозинство да извикува дека не огласаме, јас морам да потсетам дека неколку пати бевме обвинувани дека несоодветен закон сме поднеле, па не чинел, па затоа тие биле против. Повторно, како со истрагата, така и со овој закон поврзан со Кочани, под притисок на јавноста. И овој закон денес стана координаторот на говорница на собраниска седница и кажа дека еве, за да ви докажеме дека го поддржуваме овој закон, ќе гласаме за веднаш потоа да си дадат неколку закони кои што не ги поминале филтрите и каде што навистина ни се скратува можноста за дебата. За по кој да сака, дали тоа ќе биде законот за Кочани, законот за фитофармација и за било кој друг закон за основно за образование, за високо и така натаму, каде што едноставно не можеме да дискутираме. Токму затоа што и тој закон се стави денес на дневен ред, токму затоа беше нашето гласање против дневниот ред, но тоа не е гласање против законот за Кочани, тоа би сакала да биде јасно. Дали вашето гласање за беше популизам, пресметан денеска? Не. Откако го одбивте по скратена постапка? Не, вака сега. Прво да ја разјасниме оваа ситуација. Која таа хипокризија барате со денови,
пресконференции, замајување на јавноста, законот за кочани, да? И на крај не го гласате. Значи, граѓаните што гледаат треба да знаат дека Социјалдемократскиот сојуз бараше закон за кочани, за помош на семејствата од кочани, и на крај не го гласаше. И јас немам друг коментар освен хипокризија. Сега да се вратам на она што е важно и битно за повредените од кочани. Денеска имав прилика да гледам пресконференцијата на владата. Значи, што ни е важно? Важно е не само демагогија дека еве ние ќе помагаме, туку делата се битни. Отворена е телефонската линија пред неколку деначина. Од таа, не, само да кажам. Да. 3 месеци помина. Од таа телефонска линија, само да докажам, можеби граѓаните и не знаат. Контактирани се семејствата и сите нивни потреби кои што и на протести ги кажуваат. Од креми, од не знам, мерки за компресивна облека. Слушав денеска на пресот се што требаше. Медицински тимови и екипи, дека веќе се работи на тоа. Беше директорката на Кочанската болница присутна, да. И владата донесе одлука пониква да се даде како простор во кој што ќе има рехабилитација на повредените. Знаеме дека условите се катастрофални. Не се условите катастрофални само во Кочанската болница. Во сите болници во државата се ужасни состојбите кои што треба, еве, новиот министер, ова е голем предизвик за него да почне да ги средува состојбите во здравството, но прво и пред се треба да работи на случајот Кочани. И еве, ја користам оваа прилика да упатам апел до него да ги почне да работи на овие барања на родителите, на повредените, на преживеаните и сите нивни можни барања да бидат задоволени без поговор. Јас само би кажала дека во контекст на претходната ситуација дека да, се доцни со сите одговори на трагедијата во Кочани, се доцни со помошта, се доцни со било која друга помош што некој сметал дека им треба и треба да им се помогне на родителите. И после 3 месеци, еве, ја добивме, и после 3 месеци од тој немил настан, законот дојде на дневен ред. Со цел ризик да бидеме сватени дека ние сме гласале против нешто. Јас повторно ќе кажам, еве тоа морав да проверам и во телефонот, и како и во контекст на сите други општествени ситуации што ни се случуваат во ова една година, и во контекст на цело на јавно мислење за тоа што се случува на политичката сцена. Јас ќе ви дадам само еден пример, а тоа е дека денес во 9:40 ни пристигна законот за урбанизам, по скратена постапка. Седницата беше закажана во 11 часот, во 11:10 ни стигна изборниот закон, измени изборниот закон предложен од ВМРО-ДПМН, а претходно законот кој што уредно беше доставен од пратеничката Моника Зајкова во редовна постапка и во редовниот термин по новиот деловник беше одбиен, што значи дека ние седнуваме на седница и таму ги добиваме законите кои што веќе се ставени на дневен ред и во систем ги гледаме откако некој од пратениците ќе ги предложи што е сосема спротивно на деловникот. Токму заради ваквиот начин, заради нешто што бевме обвинувани како претходно парламентарно мнозинство за носење закони во скратена постапка, носење закони со европско знаменце, сега морам да ви кажам дека преовладува скратената постапка, преовладува европското знаменце, преовладуваат законите кои што се донесени по и по скратена постапка, во текстот член сум на комисијата. Европски прашања и токму закони со европско знаменце? Да. И токму затоа во овој мандат има. Да. Сега закон за енергетика го изгласавме пред 2 недели. Оне кој што си има назначено дека мора да помине со европско знаменце. Значи она фабричко штанцање што беше во времето кога вие бевте парламентарно мнозинство, ве молам, нема споредба. Секогаш кога има согласување, да правите споредба. Па од извештајот на Европската комисија бевме критикувани за тоа. Така, точно. Сега ќе видиме што ќе не критикуваат. Брзата трака на европското знаменце. Можеби ќе добиеме зелено светло за реформските закони. Коректни, барем да ја кажуваме вистината, ако ништо друго. Знам дека како
како власт и како владачко мнозинство дека навистина ви смета она што го кажав, дека постојано треба под притисок некои мерки да се прават. Меѓутоа, ова беше еден настан кој што не погоди сите подеднакво. Нема мене повеќе, вас помалку или било кој друг. Овде требаше многу брза и сеопфатна постапка. Зошто да се донесеме во ситуација како луѓе кои што не избрал народот, да треба денес законот за кочани да биде и да не го гласате. Да биде ама да не го ставен гласате, на дневен зошто ред го ставивте на дневен ред и не да го сакате да се протнат други закони каде што се ускратува дебатата. Зарем не слушате? Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа, уште едно прашање со кое што јас сакам да заокружам темата за случувањата во Кучани и она што тврди владата дека го прави се и она што обвинува опозицијата дека не е превземано речиси ништо. Мои вечерашни гости, пратеничките Бисера Костадиновска-Стојчевска, СДСМ, Благица Ласовска, ВМРО ДПМН. Вчера од Сапорт Кучани или Поддрживо Кучани, волонтерите хуманитарното здружение кој што од првиот ден помага на повредените, на семејствата на загинатите, презема сериозни иницијативи, имаше сериозни средби со дипломатскиот кор, со претседателката на државата и така натаму. Објавија дека ја подмириле сметката за набавка на првата пратка компресивна облека наменета за лицата кои настрадаа во несреќниот настан во Кучани во вредност од 923.458 денари. И сега вака срам вака на оваа информација прво не ве фаќа срам или ве фаќа гордост дека ете некои волонтери успеале нешто да направа што не успеала цела држава, цело собрание, сите пратеници и така натаму. Собрале пари и ги завршиле работите кои што уште државата, Министерството за здравство, пратениците донирале, знаеме дека дониравте и вие, меѓутоа останало на тоа и не го завршиле. Ласовска? Јас навистина немам информации и слушав денеска на пресконференцијата од потпаролката кажа дека не би сакале на барање на родителите, не би сакале тоа јавно да го изнесуваат, помошта колку е дадена, што е дадена, средбите кои што ги остваруваат со семејствата. И навистина ги немам тие информации, сумите на средства кои што владата ги дала. Но, ако не ги дала, медицински апсолутно медицински помагала. Медицински помагала, креми и не знам. Овие беа многу скапи, компресивна облека. Да, денеска слушав дека ама е неопходна мерка, дека ќе комплетно за здравување. Ќе прават мерки за таа компресивна облека, имало уште некој. Значи, има многу работа и оваа работа ќе трае. За жал, со години можеби, така кажа овај представничката на здравствениот тим од Кочани, но како и да е, ние јас како представник на парламентарно мнозинство и како дел од поддржувач на владата, нема тука, едноставно мора да се помогне и мора да се исплатат сите финансии кон сите потреби на родителите и сите потреби на преживеаните. Затоа го дадов апелот за новиот министер, дека треба да се зафати кон комплетно продолжување на реформите во здравството генерално, но приоритет да биде Кочани и маката на овие и преживеани и маката на семејствата од загинатите. Немам што повеќе да додадам, затоа што ако кажам некаква споредба, а така некогаш, знаете, ви доаѓа да реплицирате нешто што можеби и не е во моментот, би било сватено како малициозно, па како вие постапивте, не знам, иако СДСМ тоа го правеше. СДСМ секогаш кога сте на власт, злоупотребувате и кога не сте на власт, злоупотребувате вакви случаи и за дневна политичка
агенда, бидејќи немате овај. Знаете како? Но не сакам да се заборави дека за едно нешто кабел беше крив. Тоа да не се не сакам да правам компарации. Не сакам да бидам малициозна во овој дел. Јас ова да го зборам. Но знаете, затоа и кажав, не сакам да дадам изјава во која што ќе додадам сол на рана на родителите. И тука мислам дека завршувам. Во оваа 33-34 години држава независна, сега што ќе биде, како пораз го сваќам јас лично, кога 3 месеци по тоа све што се случи, првата компресивна облека стигнува од хуманитарно здружение, за кое што имаше и вакви такви обвинувања дека се политички и така натаму, од хуманитарци, а не од државата. И тука ве ставам сите во куп. Така, јасно. Секако одговорноста е на власта, фала Богу. Секогаш е одговорноста на Кога власта. ве ставам како пораз на оваа држава ми е, тој браво за децата, секоја чест, меѓутоа пораз за државата ако првата компресивна облека стига по 3 месеци од сапорт којчани, а не од држава. Јас ги немам доволно информациите и доколку сакате јас би можела и да прашам во владата дали е мислам нема сомнеш дека сигурно тие ги поддржале и дале финансиски средства, но можам да прашам и финансиски средства колку се дадени, тоа се отворени јавни финанси. А ја злоупотребувате ли болката на родителите како што ја обвинуваат цело време? Значи, видете, апсолутно не. Мислам, навистина, неколку пати се апелираше од јавноста и од сите да престане тоа дека некој ја злоупотребува болката на родителите, затоа што на некој нема одговара јавниот дискурс кој што се води или она што е јавното мнение во надвор во јавноста. Ние ја прашавме министерката за финансии, мислам дека на седницата на претходни претенички прашања колку пари се потрошени или колку пари се дадени кај семејства и таа ја кажа сумата што ја дала Црвен крст. Значи ние прашавме колку пари дала владата, а таа кажа сосема друг податок, односно кажа пари кои што ги дал некој друг за да помогне на семејствата, а не она што го оделила владата. Или кога повторно имаше едно такво слично прашање за тоа колку потрошила владата да помогне, што беше повторно за пофалба, тоа не е дека џабе ги дали тие пари, беше кога навистина многу експресно се организираше транспортот на болните до болниците надвор од Република Македонија. Значи тие што беа во Бугарија, во Грција, во Полска и така натаму, но тоа беа иницијални трошоци. На овие луѓе за сакрепнување ќе им треба многу долго. И да, супер е што една ваква формација како Сапорт Кочани помогна да се им помага на повредените, да се слушне гласот на да се слушне гласот. Сите како пратеници помогнавме и помагавме без помпезности и помагаме без помпезности. Јас сум сигурна дека секој ден од нас, не позицијата или власта или некоја трета политичка партија, на секој начин како што можеме. Меѓутоа, дека не ги добиваме реалните информации кој колку помогнал, не ги добиваме. Дека треба уште многу да се направи, треба, и затоа сме ние таму пратеници, да направиме уште повеќе да се направи. Така е. Добро, тука за тоа се согласуваме. Океј, и да затвориме темата, остана горчината на таа двонеделна пауза и таа неодржана комеморативна седница и тоа прво случуство по 2 недели од народните избраници. Ве прозива и граѓаните, ве прозива и кочанчани, ве прозива и сите. Имате ваши аргументи, меѓутоа не добивте преодна оценка кај граѓаните за таа двонеделна пауза. Да не кажам тој мини одмор како што граѓаните велеа дека си го земавте. Само ако ми дозволите, жалам што што една одлука која што беше колективна се свати дека еве сега пратениците заминаа на мини одмор. Јас мислам дека тогаш исто и во една друга емисија го дебатиравме кој да беше нашиот одговор тогаш, да, за комеморативна седница, може би требаше да се разговара, сепак тоа се разговара и на едно повисоко ниво, но тогаш немаше точен одговор, како што мислам дека и сега нема точен одговор на тоа дали тоа беше погрешно или беше правилно. Во тој момент на колективна
тага, на колективна траума, мислам дека сите тие кои што седнаа на маса и кои што тоа го договорија гледаа од еден аспект на човечност да не се додава повеќе, да не се остава простор понатаму за Чувствувате ли потреба да се извините? Но, па се извинивме дека во тој момент таа одлука што беше за претседателството, координаторите и пратениците исправна, да не додаваме понатамошно масло на огнот, се беше перцепиран и се направи на јавно мислење дека ние не сакаме да одиме на работа или дека добивме некој мини одмор или мини распуст. Тоа воопшто не е точно и мене ми е жал што секогаш пратениците се ставани во една позиција на кога треба нешто да се некаде да се насочи. Истекам повеќе да расплинувам дебатата. 16 март беше откучани. На 1 април вие одадовте, зборувам, народните избраници одадоа едноминутно молчање и сочувство. Тоа е многу долг временски период. Ако може да се Истото прашање, дали чувствувате потреба се извинете? Видете, она што го кажа колешката, тоа беше така. Договорено на повисоко ниво, координатори, председателство се договориле да не се оди на работа од причини кои што ги кажа, да не ги повторувам, да не одземам време. Но ако јавноста и семејствата и генерално целата јавност тоа го сватиле како еве се случи огромна трагедија, а пратениците си заминаа на одмор, тогаш најмалку што можеме да направиме е да кажеме извинете, но тоа не е така. Односно, извинете ако е така, ако сте го сватиле така. Бидејќи на никого, верувајте, тогаш не му било до одмор. Колективна беше тагата и се уште е. Не можеме да ја мериме тагата на родителите, се разбира. Но тоа беше огромен шок за сите, од кој што се уште не можеме да се соземеме како држава, говорам. И уште многу и долго време ќе помине. Не мислам дека некогаш таа траума ќе заврши. И долго време ќе помине да се залечат некакви рани. Но еве, ако имаме доблест да кажеме извинете, ако навистина тоа сватено така како еве се замина пратениците на колективен одмор. Денеска е 7 години од оној фамозен телефонски разговор што го чекавме тогаш пред 7 години неколку денови меѓу поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев и поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас, каде што се донесе оној договор, да, подпишувањето беше знаеме кога, на 17 јуни, кога Македонија доби придавката Северна, и на оваа 7 годишнина завчера токму датина лидерот на СДСМ вели дека договорот овозможи Северна, цитирам, договорот овозможи Северна Македонија да стане членка на НАТО, но за жал не сме во ЕУ. Моментално имаме десничарска, авторитарна влада во нашата земја, која не сака да ја придвижи земјата напред. Тоа е како со вакцините. Ја добивме првата доза со НАТО, но не ја добивме втората доза од Тинува Филипче. На што ја го темелите ставот дека сега како СДСМ дека Македонија ја води авторитарна влада? Па видете, еве, една година, формално нема ни година уште од изборот на новата. Формално да, нема уште ни година, меѓутоа она што го гледаме, еве конкретно кон придобивките што ги имавме со Преспанскиот договор, кога стана после неговото подпишување, кога станавме земја и полноправна членка на НАТО, земја која што пристапи конечно после толку години чекање. Нешто што го гледаме во овој период е дека ние сме се подалеку од европскиот пат. Европскиот пат, како на секоја друга земја членка, како што и многу пати ни се укажувало и на разни средби во собрание и во јавноста, не е лесен за никој, меѓутоа доколку додавате повеќе сопки, наместо да правите повеќе исчекори, тоа станува навистина уште потешко. И сега тука повторно ќе дојдат нападите за што тоа се случувало, како се случувало, меѓутоа направивме премногу отстапки за да станеме полноправна членка на Европската унија, за да бидеме дел од тој европски свет, за да бидеме полноправна членка, за да ги уживаме тие благодети, меѓутоа она што го гледаме последна година е дека сме во друштво на председатели на земји, на премиери на влади, на земји, каде што владее навистина многу голема
репресија, каде што владе авторитаризмот, каде што нема слобода на говор, каде што нема слобода на мисла и каде што едноставно се добива наредба и треба таа да се изврши, каде што дебатата е навистина на едно Може многу да ниско, дадете пример кои се тие ниско ниво. држави? Па еве на пример сме во друштвена држава на Унгарија. Унгарија. Сме Членка во на НАТО и членка на Европска Сме во Унгарија. Сме во Членка на НАТО и друштво членка на Европска унија. Да. Авторитарна. Од каде позајмивме ние пари? Не, прашањето чекајте. е сосема друго. Ама чекајте, тоа дека е членка на НАТО и членка на А ЕУ, нема слобода на мисла. Па вие сте Унгарија. виделе каква е таму А ситуација? вие таму живеете, знаете Ја како е? знам. А, тоа ви кажал некој? Да. Аха. Да. Па претензии сме јас и вие. Имаме и разноразни форми на соработка. И Имаат имаме... некако специјален голи оток, па кој каже нешто, го носат на голи Ама оток. сега така? ние не живееме тука во едно Не, стаклено горе. звоно, па Не, имаме ние податоци. Ма немојте сега така. Ако е членка на ЕУ, тоа не значи дека таму дека се е како што треба розово, па таму има, па ние знаеме како функционира Така да. Орбан. Ама и ние го велиме тоа. Е па добро. Е Дека па зашто ако е тогаш членка на ЕУ нема. Ама Добро, не, тезите тезите ви се не, пак тезите ви се целосно спротивставени. Ама целосно спротивставени. Нашите тези? Да. Кои да. се нашите Па тези? сега видете, еве сега вашите. Вие велите како, па таа е членка на ЕУ и НАТО членка. Па да, точно. Од кога е земја членка? И на НАТО и на ЕУ. Тоа не значи па вие гледате сите реперкусии кои што ги трпи Унгарија заради политиките на Орбан. И тоа не значи дека таму треба се да биде како што е во некоја друга земја каде што многу нормално се владе. Па вие најдете какви закони Ма не, ја треба да немам одат. воопште намера да бидам адвокат на Орбан. Јас не реков дека треба да биде адвокат, ама малку треба да ги имате да ги гледате тезите кои што ги представувате во јавност. Да, ви благодарам. Што значи дека со сите оние исчекори кои што ги направивме, ние денес сме се подалеку од Европската унија. И ако досега Вашите чекори? масовната, да, нашите Вашите чекори? Да, нашите точно. Точно. Да. Вие не оддалечите. Не е точно. Еве, ви вели министерот за надворешни дека нема барање. Ајде. Па ајде. Па нема повеќе да има барање Бугарија. Ајде. Кој вели тоа? Еве го. Георгиев разговарал со Муцунски. Софија нема други услови надвор од францускиот А предлог. декларацијата, Ајде. вие следите што Па се да, случува во па да, парламентот во да, Бугарија? па да. Едногласно. Токму тоа стои во Никој не, декларацијата. видете, од Дека Бугарија никој не нема- оди да кодоши по земјите Добро, како Филипче добро. што отишол таму да ја кодоши Добро. државата, а па тука бара средба со Христијан со премиерот Христијан за да Ама сега зборуваме за европскиот пат, не за Не, домашна политика. зборуваме што рекол Филипче во Атина. Вака сега. Не. Шекерлетова изрази Зборуваме што надеж рекол дека Филипче во избалансираниот тон Атина. во текстот на Истиот одлуката. оној Филипче, Добро. кој што се уште не може и не сака да излезе од чинелот на Заев. Не мислам дека беше кој што прашање ја с Филипче Заев, очите на Заев. Прашањето ама на прашањето сосема новинарката друго. беше Дали сме далеку од дали Така. а, И како владата сакаме на дека премиерот автокра- Христијан Мицковски е авторитарна Така, влада. така. Тој тоа го рекол во Атина. Така. И кодошел таму дека ние сме авторитарна држава за премиер и влада која што е пред неполна година избрана со скоро половина милион гласови, Така. легитимно избрана Така. влада, и тој вели дека нема тука демократија. Сега. Во меѓувреме, сменети се само прв ешалон и втор. Не знам дали знаете дека се уште и после нецела година стојат директори, мислам дека беше прашање за мене како комисии на избрани Како од испадна Социјалдемократскиот сојуз. И најблагоречено, оваа изјава да не е трагична, би била смешна или обратно. Филипче оди во Атина со Ципрас, со истиот тој Ципрас, кој што пред неколку дена или недели говори дека ако не го сменеле името, тогаш на начин на кој што беше сменето, и не знам зошто тоа не се истражува, дека Република Македонија ќе беше примена во НАТО, бидејќи се смени целата глобална политика, под уставното име, така цитирам, но Изјавата од мината годишниот. Добро, во ред, како и да е, но важно изјавата е таа,
И ве молам, кога не можете да излезете од чинелот на човекот кој што за многу граѓани во Република Македонија, вклучително и мене, ги распродаде националните интереси, тогаш вие немате кредибилитет да барате средби со премиерот Христијан Мицковски и да велите дека мораме да направиме национално единство. Да, се сложувам дека ние мора да направиме. Ама ако веќе морате и треба да направиме национално единство, не може да одите по странство и да ја кодошите својата влада. И да ја кодошите својата држава. На што личи тоа? Тоа на се личи, само не личи на државничко однесување. Но тоа го правите секогаш кога сте на власт. Јас се сеќавам, не знам која година беше, за еден кредит кога ВМРО-ДПМН не беше на власт, кодошеа во ММФ или во Светска банка, па ние зголемија каматата. Тоа им е некако во матрицата ваша и треба некако, мислам, стварно, дури не знам каде ви е седиштето. Дали ви е во Дубај, дали ви е седиштето во Грција, дали ви е седиштето во Струмица. Сепак е тоа ваше внатрешно прашање, но ја заморувате јавноста со нецелисходни пресконференции, со нецелисходни изјави на вашиот лидер, кој што, видите, се уште не кажал дали има некаква врска со бизнисите на кланот Заеви во Дубај. Се уште не кажал дали има некаква врска, не знам, имоти во Дубај. Од друга страна говорите на пресконференции како вие се грижите за државата. И да заокружам тука, по однос на годишнината, на 7 годишнината, не знам зошто, од телефонскиот разговор помеѓу Заев и Ципрас, пред неколку дена Русковска, а и претходно на едно друго интервју, јавно говори дека имала барање од тогашниот премиер Зоран Заев да направи преформулација на кривичните дела. Дали тоа не е јавно признавање, еден допрен глас до обвинителството, како и на кој начин се сменило името на Република Македонија, кој учествувал во тоа, еве да кажам, па и новинарите. Едно истражувачко новинарство. Што се случувало во тие моменти? Зошто Русковска тогаш после тоа била унапредена? Па и 20 април и така натаму. Што се претходило, бидејќи видите, тоа беше една многу голема, тешка операција. Да. Ова не се теорија на заговор? Не, никако. Ова е висте. Смешно ви е? Не, видете, мене ми е смешно тоа што беше сосема едно прашањето. Сега стигнавме до Русковска, до нешто друго во ред. Видете, дали не е авторитарност? Кога премиер на држава се јавува на обвинителка, и вели да направи преквалификација на делото, и така го прави, и после известно време го признава во јавноста. Еве, ова е авторитарност. Го признава во јавноста. Не можам да одговорам, туку вие се нафрите за 10 теории. Никому ништо. Сега, па стварно не е во ред, навистина. А што не е во ред? Да, не е во ред. Еве авторитарност. Не беше во ред. Не беше во ред. Начинот на кој што се смени уставното име на Република Македонија. И сега, и тоа ви е малку. Беше побаран мој коментар. Еве авторитарноста. Вие имате сосема 10 теории на заговор, стигнавте до Русковска, до не знам до кој. Па јас сум учесник во тие настани. Еве авторитарност. Ама како теорија на заговор кога имаш жив сведок тука? Како тоа теорија на заговор? Пример видовте, да. Францускиот предлог, дали го донесовте со консензус? Не, дали го донесовте францускиот предлог со консензус? Не. Повелете, променете го, имате 2/3 во собрание. Така. Да. Повеќе од пола милион. Имате 2/3 во собрание. Што Францускиот значи? предлог го Да не донесовте со видиме 61 во пратени собрание,
гласачка машина само да се штанцаат закони, за да се поставуваат директори, заменици директори, усогласувања со Зороду, да се прават 4 нови министерства наспроти она што беше претходно. Видете, од трговија на влијание, еве повелете. од трговија со влијание на Повелете, обвинител, имате доволно дојдовте гласови до нешто и да што го на вас уствари ви поништите одговара тема. Преспанскиот договор и да го промените францускиот предлог, бидејќи имате можност. Имате можност. И тоа беше едно од ветувањата. Така, да. не. Кога зборуваме повторно за извадете ми една изјава, еве, точно една видовте изјава, многу дајте добар ми, кажете пример, ми кога било затоа што таа. дебатата во собранието во ова една година, еве јас можам да зборувам од позиција на пратеник, дебатата во собранието е ова. Значи, немаме, затоа беше и она денешна случка, затоа што законите се штанцаат онага како што треба. Како што тоа му треба на владеачкото мнозинство и кога треба се вадат на собраниска седница, скратена постапка, не се дава можност за амандманско интервенирање и се носи дебатата од законот за основно до што се случило во 2017 година на некој си пример. Дали знаете, колешке Бисера, 2017. колку пресконференции пред собрание јас имам одржано за таквите скратени постапки погазивте, овој пат секоја пресконференција што имате поддржано, се имате погазено во ова една година. Дали тоа за скратена постапка, народот ќе суди за тоа. Дали за европски дали сме ние знаменце, дали за минимална плата, дали за соработка со синдикати, гледаме што се случува во оваа една година и токму затоа јас, иако сакав многу други примери за начинот на авторитарното владење, мислам бевте сведоци кога едноставно не се дава ни можност да се доискажи и да се слушне едно спротивно мислење. Нема, не дадовте пример. Во однос Каде е авторитарното владење? Не го дадовте примерот. Па каде? Вие го дадовте примерот за мене, бидејќи ми влетавте во збор и си продолживте, стигнавме до Заев и до Еве, јас ќе Филипче. можам, кажете каде е авторитарното владење. Ете го, авторитарното владење дадовте многу добра слика, што е она што се случува една година, не само кај во владата. Не само Ама ја не сум во владата. Не само во другите сфери, конкретно еви во парламентот. Ова е тоа што се случува едноставно, секое мислење што е поразлично од владачкото мнозинство мора да биде потиснато со што е она што се случувало докази. Години наназад. Па еве ги доказите, ги имате, ви стигнуваат секој ден откако сте на власт. Кои се? Да, ви стигнуваат секој ден откако сте на власт. Можеме да зборуваме ако сакате дали за 7 милиарди евра, дали за оној закон од Унгарија што го оведнаш по еден месец што го зедовме, што не се даваат, не можеме да видиме кој ги користи тие пари. Еве, нели рекоа дека не може тие патоци не се видливи, не можеме да ги видиме. Еве, нема ќе ги тргнам настрана општините. Еве го, министерот за култура има 200 милиони на стапката за ЕЛС. 2 месеци го доцни конкурсот. Зошто? Капитални дотации до ЕЛС. Денеска му поставивте пратеничко прашање, ви одговори. Па не одговори. Не знаеше да одговори, пошто не можеме да видиме тие пари од каде се. Еве сега 7 милиарди евра. Еве денес прочитавме дека тие делки се искористат за Бехтелиенка. Ама сега договорете се. Криминал е Бехтелиенка или не? Криминал имаше криминали или сега нема? Криминалите ќе си ги гонат институциите, имало. Согласувам, имало. така. Ама сега како тоа продолжуваме со институциите Бехтелиенка? треба да го кажат. Ама како со Бехтелиенка продолжуваме? Па една ваша колешка кажа на сред Страсбург дека договорот за коридорите 8 и 10 се испитува и дека се е стопирано по нецели 2 недели. Министерот за транспорт си излезе многу фино и поштено си ги потпиша договорите. А што да правиме, да плаќаме пенали? Па кој е криминал, ќе плаќаме пенали. Да плаќаме како држава пенали. Колку на години? арбитражата. Јас бев пратеник во претходниот мандат кога го исплативме Скопје 2014 за стиропол. Скопје 2014 ве молам, сега зборуваме за патишта, еве за локална самоуправа и така натаму. Ние го исплативме Скопје 2014, тогаш имаше листа, спортска сала, ништо од тие спортски сали не видовме, игралишта, училишта, градинки, се започнавме. Ние таму знаеме дека тие пари оѓаа само во Скопје 2014 и тој го исплативме. Па сите градинки што ги отварате сега, тие се започнати. На Скопје 2014 вие го дозавршувате во центар. Кој го дозавршува? Па вие. Градот или општина центар? Општина центар. Сигурни сте, сега да си проверите ви. Па проверете ги податоците. Скопје 2000, проектот Скопје 2014 критикуван. Видете, убаво им е кога ќе влезат владата е во Скопје, во проектот Скопје 2014. Министерствата.
Убаво ви беше, се сликавте тогаш кога станавте власт Скопје по 2014 проектите од Скопје 2014. И сега, јас еве ве замолувам да проверите податоци, можеби не сум во право, не знам. Општина Центар ги дозавршува проектите на Скопје 2014. Или од една страна ќе ги критикуваме и ќе уживаме во благодетите на тој така наречен фамозен проект Скопје 2014, во кој што се содржат и театри, и музеи, и не знам колку институции, и архив на Македонија. Вие бевте министерка за култура, Така, да. во МНТ, архив. И Точно. тоа не требаше да се изгради, требаше да плаќа државата кири. Извинете, јас кога станав институциите, министерка за уставен култура, суд. тие беа Ма тоа се проектите во Скопје 2014, ставени во колеш. функција со две многу важни работи. Немаше ни 50% од објектите кои што има работна дозвола, кои што имаат техничка спецификација, а оно што беше особено интересно така за театар од натрешноста, каде што на хартија во Министерството за култура пишеше едни спецификации со една сума на трошоци, а внатре во театарот кога ги извлековме конечно документите, кога замислете не се запали просторијата каде што се чуваја како што тоа се случи со маната, имаше 3 пати помала сума. Дали И како одговараше заврши некој за пред- тоа? Да. Имаше, Кој? имаше Министерката постапка, за култура? А зошто министерката за култура? Тоа Не, ја прашувам Па само. дајте, осудне за дали Танекс некој- имаше со Не, една јас фирма само прашувам, потпишани, дали сите некој фирми под одговараше стечај. за таков криминал од епски размери како што викавте тогаш? Добро. Дали некој одговараше? Сите фирми кои што во градот единствено Скопје нешто под во стечај, реформи мислам. за со корупцијата измисливте, како да го наречам, затворски туризам. Кривично дело, затворски туризам. Е тоа од реформите за и борбата за правото и правдата во ваше време. Времето е толку, многу кусо, многу кусо. И денеска премиерот имаше изјава дека ВМРО ДПМН ќе гласа за една изборна единица, меѓутоа ВМРО ДПМН не гласаше за предлогот на Моника Зајкова за една изборна единица. Зошто? Популизам ли е? Не е популизам. Знаете и самата дека изборен законник се договара, консензуално се носи. Зошто не е тоа така направено, не би можела да ви кажам, но тоа беше наше изборно ветување и се предпоставувам дека дел од политичките партии не се согласуваат со една изборна единица. Наше изборно ветување е една изборна единица. Во принцип пред избори секогаш големите партии ја фрлаат, имате и тоа така останува некако. Не, но го изгласавме ова што беше правната дука со Да, од уставниот повторно суд. реакциите се дека повторно го кривате, правите супки за независните, сите сложно заедно, среќно пред избори и така натаму. Може да кажам пред јавноста, чисто граѓаните да знаат, баш запишав за општина со 10.000 граѓани 100 гласа. За општина со 12.000 граѓани 200 гласа, односно подписи. Општина со 30.000 граѓани 300. Ама не зборуваме за жители, зборуваме за гласачи. Да, 90.000. За Скопје 3.500, за да се За формира партија Скопје, за потребно град 1.000. Скопје 3.500. За да се формира партија потребно Да, баш ги 1.000. запишав овие податоци за да чисто да знаат граѓаните. Последноска и вие сте подпишани на тоа. Мислам, вашиот координатор. Да. 3.500 подписи за Скопје, со 100 подписи се формира партија во Македонија. 1000. Со 1000, се извинувам. 3.500 на 1000. Абсурдот на споридбата, така да ја кажем. Ние Се ветивме... плашите ли и едните и другите од независните? Не, апсолутно не. Ние мислам дека и на локално ниво сите соработуваме заедно и поголемите политички партии и независните. Ние го имавме тоа и во изборна програма за една изборна единица, тоа денес го поддржавме предлогот на претседничката Зајкова. Меѓутоа, ете, тоа што беше ветено, таа другата поддршка, таа не ја доби. А прагот? Немате проблем со прагот? Не можам да кажам дали имаме или немаме проблем со прагот, сепак сметам дека тоа го направиле со некои, не знам, правни толкувања или како тоа би требало да биде, за да нема поголеми, не се создадат поголеми проблеми. Значи не се плашите од независни кандидати на локални Не, избори? Апсолутно. Останаа многу теми што ги отворивте неодговорени. Јас само куса тука ви должам една контрреплика, бидејќи ги ставивте новинарите во контекстот. Новинарите известуваа и тогаш
и за селективните амнестии, и за тие тендери кои што беа добиени, и за бегството на поранишниот премиер кој што се откажа од 8-те пратеници и така натаму. А 27 април јас сум една од повредените што се уште се тужи со државата и нема. Заедно бевме во евакуацијата, се сеќавам. Така да, новинарите си ја сработија работа. Не за тоа. Да не бидам сватено погрешно. Една истражувачка емисија како се случило се. Така подолга. Па добро, може би ќе слушаме во некој Па со сведоци, во некој нови бомби. па Русковска, па зошто, кој влиел, како влиел, Како дали била биле улога пари Трина во прашање, Врнаров, дали биле пари во прашање. Зошто јавноста не ли треба да го знае тоа? Апсолутно, може би Не ли ќе те? слушнеме. Јас мислам дека тоа е Апсолутно, најголемо прашање. Апсолутно, може ќе слушнеме во некој нови бомби. Може. А ви Може. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Фала ви вас. Почитувани, ви благодарам на вниманието.